Најавена како полумаратон на 20 километри, традиционалната атлетска трка по повод 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово, сепак и годинава имаше должина само од 5 километри. Желба, визија и тенденција на организаторите е создавање на традиционален тетовски маратон или полумаратон. Оваа година сите подготовки, целата работа, целата енергија беше насочена кон организирање полумаратонска трка. За жал, во петок на 16.11.2012 година, на еден ден пред трката дојде до недоразбирање со надлежните органи. Поради ова недоразбирање беше доведено во прашање не само одржување на полумаратонската трка, туку и на било која и било каква трка. Како и да е, разумот преовлада, се изнајде решение, но должината на патеката мораше да се скрати. 60 на маратонци од земјава, меѓу кои 10 од Тетово ја истрчаа патеката, чиј старт и цел беа пред споменикот на револуцијата до Универзитетот на Југоисточна Европа. Кумановците Милош Ранич во машка конкуренција и Јаниса Тасевска во женска беа најбрзи. Јас сум многу задоволна затоа што прошла мој во Скопје, освоив трето место, мислам така ми беше многу тешко. Сега добро прво место, успеам да издржам до крај ритам и така, мислам презадоволна сум. И дај Боже да има још такви трки како овде Тето и многу сум задоволна со први место. Тешко, имавме две трки се споја за една недела за 6 дена, една во Скопје, исто така ноќната по повод денот на ослободување на Скопје. Тука исто јас бидам прво место, еве денеска и тука во Тетово исто пак со злато со прво место. Покровител на годинешниот полумаратон по повод денот на ослободувањето на Тетово беше градоначалникот на општината. Истата е влезена во календарот на Атлетската федерација на Македонија. Горцим што оваа манифестација продолжува да се одржува во Тетово. Ова има посебна символика тоа што се одржува во чест на 19 денот ослободувањето на градот и ја исто сакам од името на Атлетска федерација да се благодарам на градоначалникот што ја поддржава манифестација и во целост ја финансира ова традиција продолжи и стане меѓународна. Времето е за спорт, времето е за здружување и ви посакувам многу успех. За сите учесници организаторот обезбеди благодарници, за најуспешните пехари и парични награди.